12-то продолжение на седницата на Собранието, на која се уште се расправа за разрешувањето на јавниот обвинител Марко Зврлевски. Предходните 11 продолженија поминаа во истата атмосфера, односно со реплики и контрареплики помеѓу пратениците на ВМРО ДПМН, а од денеска на седницата и нов момент. Имено Државната комисија за спречување на корупција на вчерашната седница донела одлука по барањето за мислење од пратениците на ВМРО ДПМН дали разрешувањето на јавниот обвинител Марко Зврлевски е спротивно на член 8 од изборниот законник, со кој по распишување на избори се забранува вработување или отпуштање во државни институции. Комисијата едногласно одлучила дека разрешување на функционер е спротивно на законот. Одлуката е во контекст на претходно донесените одлуки, како и за претходните изборни циклуси. Ние одлучивме дека не треба да има ниту именувања, ниту разрешувања по распишување на изборите. Тоа беше мислење во 4 или 5 изборни циклуси. На тоа мислење остануваме и овој пат. Е објаснувањето на антикорупцијска, а мислењето е веќе доставено до Собранието. На седницата денеска пратениците од ВМРО ДПМН повторно зборуваа за работата на јавниот обвинител, за која, како што велат, досега во ниту еден извештај немало забелешки. Дебатата околу разрешувањето на јавниот обвинител не е само за разрешувањето. Не е само да на местото на Марко се постави Дарко, тоест да се постави нов јавен обвинител. Оваа дебата, кој што, ево, долг период ја водиме, противзаконски, бидејќи е спротивна на изборниот законник, има две главни работи. Првата е пораката политичка која што испраќа СДС дека сите треба да мислат пред да решат нешто против нив. И втората работа да ја дефокусираат јавноста од важни теми за граѓаните. Според мене, најважна тема за граѓаните е економската состојба. Бидејќи на крајот на денот, сите ние како граѓани, како жители на Република Македонија, се бориме за подобар живот, за подобар стандард за нас, за нашите деца. Предлогот за разрешување на Зврлевски е поднесен од владата, поради како што се наведува во образложението, незаконито, ненавремено и недоволно стручно вршење на функцијата. Зврлевски со своето однесување и дејствување покажал дека не е способен за извршување на функцијата и го нарушил нејзиниот углед, стои меѓу другото во предлог текстот.